Мислам дека можам да ви споделам добра експертиза во одговор на вашето прашање. Можете да видите на интернет страницата какви истражувања имам направено во Северна Македонија, но од аспект на моето истражување и работа во САД не сметам дека го вклучив ова, но работев на демократски кампањи и на кампањи поврзани со прашања што го засегаат гласачкото тело, како и кампањи поврзани со волонтери. Што се грижат волонтерите, кампањи кои што се важни во овој момент во историјата. Но, згора на тоа, во Северна Македонија, морам да кажам, на луѓето во оваа соба морам да им кажам, дека сум благодарна на луѓето во земјава за тоа што разговараа со мене. 2 декади веќе истражувам Македонија. Зошто го споменувам ова? Затоа што постојат сличности. Постојат сличности. Да, скоро сме како САД. Исти сме тука. Имам една листа пред себе, затоа цело време зиркам во екранот на компјутерот. Секако, да, ние имаме проблем со расизмот, очигледен е во САД, а и овде. Ова е поврзано со економската ситуација и во САД и во Македонија, поврзана и со тековната војна во Украина, исто така и со поларизацијата, со ширењето од дезинформации. И чувствувам многу силно во Македонија таквото чувство е превалентно. Ние сме малку поизолирани и не е толку очигледно кај нас. Може да го разработиме ова прашање затоа што се уште не имам осмислено свој став за дезинформациите во САД. И сакам да чуја од вас што мислите за тоа. Добро. Имаме тековна економска криза, има инфлација, сите во Северна Македонија многу добро знаат што е инфлација. И ние во САД знаеме што е тоа. И најчесто се случува и покрај тоа што ова е глобален феномен, цената, да речеме, на лекарствата е многу висока, тешко е да си најдете лекар, тешко е да си најдете стан, изгледа дека се распаѓаат работите дури. Ова е глобално чувство, но луѓето сметаат дека е локално и не знаат дека скоро целиот останат свет се чувствува исто. И многу е тешко на секој носител на власт да се ја задржи фотелјата токму поради тоа. Затоа што луѓето си речат, чекайте малку, кого ја да поддржам, за кого ќе гласам, секако нема да гласам за луѓето кои што досега не водеа, затоа што не функционира. Јас, еве да речеме, како гласаш против партијата на власт, така ќе си размислувам. И ќе сакам како гласач да пробам да сменам нешто, да доведам некој други на власт. Во Македонија, извинете што велам Македонија, само имам навика, треба да речам Северна Македонија. Во Северна Македонија, пред скоришните избори, беше така, а и во САД беше така. Имаше некаква си желба да се опипа, да се проба некоја друга опција. И потоа имаме едно незадоволство. Тоа представува огромен проблем. Тоа е една желба да се повлечете од демократскиот процес. Во Северна Македонија увидов пред изборите во мај, затоа што сретав многу луѓе кои што не сакаат да гласаат. И многу брзо си кажа, јас не гласам, не планирам да гласам на овие избори. Мислам дека луѓето беа многу изнервирани со сите политички процеси. Немаше прогрес. Секако дека има прогрес, на прогресот му треба време. Не е лесно, не е од денес за утре. Не се поправи општеството после толку долга пандемија со ковид, после трошење на милиони долари од претходната партија на власт, во статуи кога инвестира. И не е лесно нова влада да преземе и да ги среди работите. Исто се случи и во САД. Не им беше лесно на администрацијата на Бајден да поправат се, да средат се.
како што реков, тоа е светски тренд, не е само локален. И сметам дека незадоволството прави човек да се чувствува дека сватил нешто ново, сватил дека системот не вреди повеќе да се учествува во системот, дека ќе се повлече во планина, ќе избега, ќе си се повлече во своето стаклено звоно и ќе прекине да комуницира. Тоа го видов овдека, пред последните избори. Зборувам за парламентарните избори. Истото го видов и во САД веднаш по изборите. Го има видено и предходно, затоа што тоа е долга традиција. Луѓето не внимаваат, има своји волонтери, си чукаат на врата, знаете дека има избори, па добро, кој е кандидат? Како може да не знаете кој е кандидат? Но навистина луѓето се затвараат, не ги интересира. Но после изборите луѓето велеа, никогаш нема да имаме демократски избори, нема шанси, демократијата готово, пропадна демократијата. А во меѓувреме, луѓето како мене велат добро, затоа што, нели, се во секоја држава си имате своји избори. Следна година ќе имате избори, може различно да гласате, може и самите да се кандидирате. Автократијата се гради додека трепнеш, заради тоа што луѓето се повлекуваат и не сакаат да учествуваат во системот, да му се противат на системот. Интересно. Секако е добро да се откријат сите овие елементи од новата реалност во САД, но дали имате некаква си препорака што да се прави? Затоа што конференцијата е посветена токму на тоа, да се обидеме да изнајдеме сили и логика и препораки по кои што може да се действува. Дали може би имате некаков си совет, секако е прерано да се зборува за САД, но дали имате некои мисли, размисли за Македонија и за Европа? Сега ние сме многу поинакви од САД. Ако гледате што се случи на 6 јануари 2020 година и она што се случи на 27 кај нас, со сите тие знамиња. Исто така имаше еден човек со рогови. Немавме ние такви екзибиционисти и елементи на 27 април. Може би за следен пат ќе си ги чуваме таквите луѓе. Дали имате некои размисли да ги споделите со нас? Што се случува со луѓето? Што треба да правиме? Имам препораки, имам многу причини зашто победи Трамп. Требаше да го кажам тоа. Нема само една, ниту 15. Премногу работи, кажа, премногу работи, вети, се користеше со сексизам, со расизам, со многу работи кои што ги набројав. Но ова незадоволство што го споменав и недостаток на заинтересираност за учествување во демократијата е прилично отровно, затоа што кога луѓето ќе престанат да е цена демократијата и ќе кажат ова не ветува, не се нервираат толку кога некој ќе им ги одземе правата. Затоа што целата поента е дека не се заинтересирани. Од аспект на решение, има луѓе кои што навистина се добри во тоа да ги враќаат незаинтересираните во стадото. Тоа е добра вештина. Ја нема на секој таа дарба практично. Тоа значи дека треба да има човекот емпатија, треба да има можност да му прости некому што има различни ставови, да може да се среќава и запознава луѓе што се сосема различни. Да пружа сигурност на луѓето и доверба, повторно да влезат во групата, наместо да се повлекуваат во своите стаклени звона. Луѓето и организациите кои што може да го постигнат тоа,
успеваат. Не го правите вие тоа со кампањи. Тоа го правите со луѓе. Луѓе кои што работат на човековите права и на демократијата. Тоа се талентирани луѓе. И ги има такви во целиот свет, во Македонија, во Северна Македонија, во САД, во Европа. Навистина се голема поддршка. Ви благодарам многу.